меѓународната нормативна рамка представува важен дел од разбирањето на концептот за достоинствена работа на жените работнички. Впрочем, меѓународните акти се дел од дефинирањето, нормирањето, но и усогласувањето на концептот на пристојна, достоинствена работа за жените работнички на меѓународно ниво, но секако и во рамките на националните законодавства. Зошто? Затоа што меѓународната рамка всушност представува основа или платформа во која што националните законодавства ги поставуваат темелите или фундаментите на решенијата кои што ќе треба да овозможат достоинствена работа на жените работнички. Но и повеќе од тоа, меѓународните норми донесени од страна на Обединетите нации, Меѓународната организација на трудот, Советот на Европа и Европската унија, всушност представуваат и платформа во која што се усогласуваат на меѓународен или на европски план националните законодавства, односно решенијата се хармонизираат помеѓу себе и се воспоставува, би рекол, принцип на унификација на европско и на меѓународно ниво во однос на концептот, односно одредбите, нормите кои што се однесуваат на заштитата на жените и овозможувањето на пристојната работа. Обединетите нации ја даваат една општа рамка која што преку Декларацијата за човекови права всушност ги поставува фундаментите и темелите на тоа што е пристојна работа. Во рамките на Меѓународната организација на трудот се поставуваат, би рекол, основите, но не само основите, туку и се поставуваат суштествените елементи на меѓународното уредување на пристојната работа на жените, која што опфаќа два сегмента. Првиот е заштитата на жената генерално во работниот однос како пол, како жена, а втората концепција или пристап е заштитата на жената во однос на бременоста, раѓањето, мајчинството и родителството. При тоа овој втор концепт инклинира или се доближува и до родителите татковци кои што уживаат одредени права по основ на родителство. Во рамките на Европската унија, Европак и преку Советот на Европа, напред се преку директивите на Европската унија, го поставува европскиот модел за тоа што значи достоинствена и пристојна работа за жените. Разликата помеѓу Меѓународната организација на трудот од една страна и од друга страна директивите на Европската унија е во тоа што Европската унија повеќе не ја штити жената по основ на пол, туку само во однос на бременоста, мајчинството, родителството, додека Меѓународната организација на трудот преку конвенциите, како што е конвенцијата 183, конвенцијата 111, конвенцијата 110, конвенцијата 190, например, за вознемирувањето, воспоставува една поширока рамка на планетарно ниво, каде што жената се штити и во однос на мајчинството, и во однос на бременоста, и во однос на тешката работа, но и во однос на вознемирувањето на работното место. Од друга страна, европските директиви овозможуваат, би рекол, еден избалансиран пристап во однос на усогласување на професионалните и семејните обврски, но од друга страна, пак европските директиви одат во насока на зајакнување на сегментот на еднаквоста и недискриминацијата, како што е еднакво плаќање, еднаков третман, еднаков професионален развој. Сето ова во рамките на концептот достоинствена работа за жените придонесува да на меѓународен план се воспостават основите кои што потоа секоја земја ќе треба да ги внатрешно имплементира во своето законодавство. Македонија во однос на конвенциите на МОД има висок степен на согласност и ратификација на голем број на конвенции, речиси на сите кои што се однесуваат за достоинствена и пристојна работа на жените, а во рамките на законите како што е Законот за работните односи, Законот за спречување и заштита од дискриминација, Законот за еднаквост меѓу жените и мажите, всушност ги вклучува и аспектите на директивите донесени од страна на Европската унија, кои што исто така го зајакнуваат националниот македонскиот концепт за пристојна работа на жените работнички. Сето ова не носи до заклучокот дека Македонија во голема мера нормативно, правно ги има усогласено стандардите во однос на пристојна работа за жените во работниот однос, но тоа што недостасува е вистинската практична примена на одредбите кои што веќе ги имаме донесено преку домашното законодавство, да се истите на соодветен вистински начин применуваат во пракса. Се надеваме дека тоа во иднина ќе биде случај и дека практичната, односно фактичката еднаквост и фактичкиот концепт на пристојна работа за жените ќе стане реалност.